Аби има една работа, ама само тебе ќе ти ја кажам, важи? Магија има некоја, така? Некоја маст има за мачкање, така? Тоа е, нели? Меѓу нас ќе остане. Види го. Значи, го гледаш ова секој ден по 20 минути. Концентрирана. Додека ја гледаш сликава, си го галиш бркот, вака нежно си го чешкаш. За 2 недели, тоа е тоа. Ама ова меѓу нас. Вечерашни гости Игор Ангелов и Владко Лозановски. А сега вашиот домакин Жарко Димитриевски. Браво, браво! 0-1-1! Аплауз за Пеперминт! Маријан, здраво! Јас сум Жарко Димитриевски, ова е 0-1-1, дами и господа. Да, ова е последната. Нацко, ова е последната 30-та епизода од оваа сезона, така да сега дојде ред да правиме пауза. Не застануваме со емисии, ќе следат best of-и, оние што ги викаме најдоброто од сезона 9. И здравие Боже со нови сили во нови победи. Се враќаме од десен со сезона 10. Така е, тоа е. Како што кажав, оваа 1-1 сезона, за жал при крај, сезона 9. Така е, сезона 9 е при крај. И еве вака, Мац, би сакал да те прашам пред да се простиш, нели, од емисија, како ти се чинеше цело ова? Како мислиш да се простам од емисија? Мислиш од сезонава да се простам? Не мислеше вајда на целосно емисијата. Не, ти се збуни на сезоната, мислеше така. Се чувствувам дека вака ми престолчето само. Кажавте ново како и да е од сезоната. Да. Мислев. Како беше општо, знаеш, сепак дојден од Битола, малку е Да ти кажам друго. право, имав проблеми со двојазичноста. Со што? Двојазичноста имав проблеми. Со двојазичноста? Да. Ти во Чаир да не беше? Не, зборам за тука во центар. Ама нема проблем, нема врска. Па добро, да, во Чаир има еднојазичност, заборев. Да, нема еднојазично е двојазичност. таму. Сепак не те разбирам зашто преш. Значи, во Скопје доаѓам и оп тука, значи во центар и гледам некако чудно ми звучи целото ова, ама нема проблем, нема врска. Најдов на YouTube едно каналче. Добро. Има таму објаснуваат се, има предавање и се зборува на скопски, па има превод на македонски. Озбилно. Превод од скопски на Да, македонски. па ако сакаш ќе ти покажам. Не знам за ова, прв слушам. Сакаш да ти го пуштам видеото? Имаш видео да пуштиш? Имам видео да пуштам. Превод од скопски На македонски има. Да. на македонски. Така да го совладов, значи. Ајде, режија да го пуштиме ова Ајде. видео. Ајде. Како да преживеете во Скопје? Превод од скопски на македонски. Само обичен скопјанец у кафиче, еве го и мојот пријател Боријан Јовановски да пукне. Чека, боко од ова си се здевелил, брата. Шо е как идам летова, братче, се знае, Палма де Мајорка пе, Барселона пе, Ибиса ке идам, как е? На македонски јазик ова значи ако татко ми даде некој денар, може да ќе отидам на 2 дена до Тоиран кај братучет ми. Ако не, па добро. Ова е само наше Скопје сепак. Шо? Сега ви текнул теретани да одите пред лето, бе. Кога немате стандард спортски живот, бре, што да ви правам? Цела година вие касно се мај да тргате во теретани, ја цела година терам спортски живот, бе, баја, што ти е на те? На македонски јазик ова значи по цели денови дремам во кладилници, уплаќам спортска, здрави, ако фатам илјадарка, одам во кафана и се прам ѓон. А ако не, мислам, пошто сите пари ги трошам на спортска, немам денар за јадење, така да немам вишок килажа. Шо е, брат? Ти лето чекаш за женски да бркаш, бе. Џони, не ме смеј, бе, брат. Минатиов, викам. Кога најдов една Џони, ми испотила за сите пари, брат, али вредеше ептен Џони. Слушај, тоа е.
Мора да знаеш како се жени, бе, Джуни. Мора да знаеш како се жени. Што да ти кажам друго? Тоа е. На македонски јазик ова значи се шетам така минатиот викенд кога гледам една женска и паднал мобилниот и викам еј ти падна мобилниот и таа не ме слуша. И така отиде оваа подалеку и почнав да трчам, ја стигнав и го давам телефонот и пошто немам кондиција се испотив трчајќи, а на крај ја стигнав и го дадов мобилниот и ми вели фала. И не итекна кај неа дома да ме викне. Сите жени се исти. Ороспи. Шо е, бе, пер? Се жалиш, нема работа, бе, па. Земи, стани, бркај нешто, бе, само чекаш да ти падне нешто од него, бе. Нема работа ако не мрнеш со гзот, бе, брат. На македонски јазик ова значи татко ми се опари добро од транзицијата, се додека тој се грижи за мене, немам проблем. Шо? Испити? Земи, излези малце, живеј, бе, да му шо е ово испити цело време сте запнале со тоа факултет, бе, пер, факс. Абе, ајде, ја имам школа на улица, бе, Джони. Ама ти си знаеш, пер, да не ти се мешам. На македонски ова значи вујко ми е декан. А? Баце, не сме се виделе, бе, брат. Некев да ти кренам, да не ти стварам комплекси, али ај кога више ме праши, саботава Грчка, брат. Со оваа пејачка, шо е русинка, оваа лоба. На македонски ова значи во саботата јадев грчка, во неделата руска салата. Мајка ми ги правеше, не ми даде пари за излегување, па седев дома. А? Шо? Политика? Абе, Микица, бе. Уште веруваш на политичари, бе? Сите лажат, Мики мои. Ја ти кажам, не се замарам со политика, Мики. На македонски ова значи пред неколку години имав членска од ВМРО, сега имам членска од СДСМ. Кај и да е, ќе најдам работа. А кај и да е. А? Добро, мислам, зашто покажувам ваму кога ова беше всушност видео? А Жаре, дали тебе ти текнува кога снимаш јапонски реклами? Не. Не, па супер. Збориме, не правиме муа Не, за тоа. баш сум среќен дека не ти текнува, еве ќе пуштиме едно кратко видео да се Не. потсетиш. Ајде, пуште режија.時は流れない。それは積み重なる。サントリークレスト12年、私の好きなウイスキーを贈ります。時は流れない。それは積み重なる。Добре, го справиме муа, ети минатиот пат, не им го знаев, јазикот и тоа е тоа се. Абе, добро са. Плюс интернационална кариера, па крај крајава Во ми тргна Мексико. од тоа. Значи ми тргна интернационална кариера, ме побараа после во Мексико, си почнав и за други да снимам реклами. Жаре, Мексико. Што? Сега сваќам зошто Трамп гради зид. Па ти си чим во Мексико си ти? Ти смеј се ако сакаш, ама јас сум си звезда и у Мексико си снимам реклами и таму, така да Види, иди да немаш гајле Овие сега ти. јапонците те зезнале нешто. Изда и овие мексиканците ти имаат зезнато. Види, јапонците те направиле 50 годишен. Да не ти имаат зезнато и мексиканците. Мексиканците нема шанси, мексиканците ми Кој рекоа не? дури и младо изгледаш као 20 годишен си, ми Абе, рекоа. осте тие работи. Значи така ми кажа, закон луѓе се мексиканците, супер е рекламата, нешто за виски беше, не знам точно што е, ама не ме имаат зезнато. Сакаш да ти ја пуштам и таа? Па ај да видам. Најди ја режија пушти мексиканската ја баш да реклама видам. ја видиме. Tienes 40 años y aún eres virgen. Tienes un problema con la bebida, por eso te has crecido bigote y aún nada. No seas desesperado. Tenemos chicas incluso para los hombres más desesperados. Llama ahora 888-555-000. Жаре, јас не сватив баш за што е рекламата. Па нема што да сваќаш, значи има телефон на крај, значи ја имав виски, сигурно е за порачување на виски. Значи сигурно е порачување, порачување на виски се јавуваш, ти носат виски до дома, светска Да, работа. окей. Мексико не е заебанција, бе. Да, окей, сваќам, али ај пушти ја со превод да видиме. Дај пушти Кој? со превод Па, режија. ајде. Ајде да ја видиме.
Tienes 40 años y aún eres virgen. Tienes un problema con la bebida, por eso te has crecido bigote y aún nada. No seas desesperado. Tenemos chicas incluso para los hombres más desesperados. Llama ahora 888-555-000. Жаре, не ќе да е ова за виски. А ми рекол дека сум бил како Епа. Александар Чобовски, Антонио Бандерас, дете да имаат. Ми излажа. Денеска полета првиот чартер лет за Анталија сезонава, што значи време е за Турција. Одете на savana.mk, разгледајте и одберете си од огромната понуда Аланија, Беле, Кемер, Лара, Сиде, Бодрум, Мармарис, Ајвалик, Кушадаси, што уште не. Не заборавајте, на 19 мај со точак ќе извозиме офроуд патеката во Пекчево. Одете таму, авантура организирана од хотел Гогов. Видете на Facebook за што се работи. Но и да не стигнете баш тој датум, цело лето е пред нас, секако ќе биде одлично во хотел Гогов. Им благодарам на Fashionel Powered by Елена Лука, кои цела сезона беа со нас, а вие за да видите што има ново во светот ќе си купувате нормално Нова Македонија. А сега амбасадорот на Република Македонија во Република Свазиленд, Мешевски! Далеко од Седи, шо е, амбасадор. бе, Помина тоа, полека. Полека, бе, полека, малце. Што се случи? Нема веќе амбасадор. Не си веќе амбасадор во Свазиленд? Не сум. Зашо? Што се ради? Те протераа, те избркаа, така? Криминал си правил? Не бе, каков криминал, бе. Не бе, ништо од тоа не сум правил. Бе, па што, шпионираш? Тоа па. Ич помалку. Не си шпион? Ич. Каква? Јаздрна шпион ти личи? Што например, човек? Бе, што? Ме обвинија за неморално или ненормално, како беше однесување во малце, не ми... Неморално или ненормално, не е битно, бе, не е битно. Бе, ти си бе леп човек, бе. Па, Што си правил, бе, човек? што сум правил? Сум гледал демек по голи жени, бе, цело време таму, да. Цело време сум гледал по голи жени. Ало, бре, па, можеше малце да се воздржиш, бе, да му се плюкнам. Како да се воздржи? Ти си бил Свазиленд, знаеш? Не. Па не може бе таму бе брат, сите се голи. Кај да се свртиш се голи, не можеш да се воздржиш. Слушај, ти добро си поминал, бе, кралот ке си го видел гол, после ке те печеа на ражен, човече. Да бе и со дапче да не ме прска за да им крцкам бе. Па да што да не, да бе? Глупост. А бившиот амбасадор Мешевски во Свазиленд. Ние продолжуваме следење. Сега заедно со Игор Ангелов и Маријан Ѓорѓиевски ќе играме една интересна игра каде што си даваме задача, а тие треба да се надоврзат на таа задача, тоест ние им даваме една ситуација, а тие одат со импровизација на разни други ситуации кои што се во конотација на ова што го зборуваме. Сега ќе ви стане јасно, првата задача, првата реченица е следна. Работи што можеш да ги кажеш на женати и на полиција. Значи, работи што можеш и на женати да ги кажеш и на полиција. И на жената и на полиција. Ајде, да видиме. Што те интересира кај бе вечерва, бе? А? Може, добро е. Работи што можеш да ги кажеш и на жена и на полиција. Немој со пендрак, те молам, немој со пендрак. Прајо! Опа, лисици, почна да вадиш, а? Ќе биде жустро вечерва изгледа. Работи и на жена и на полиција. Добро, ова е трет пат веќе као се гледаме месецов, досадно станува веќе. Работи и на жена и на полиција. Нема шанси да ти хухнам сега. Не ме терај! Не ме терај! Работи... Ајде. И на жена и на полиција уште И на еднаш. жена и на полиција, последно. Одлично изгледаш во плаво, ти ги истакнува очите. Идеме второ. Спремни, работи што можеш да ги кажеш за Македонија и за својот љубовен живот. Значи, Македонија и својот љубовен живот. Значи, за Македонија и својот љубовен живот. Можеш. Па подобар беше пред 91-а. Не ми беше убаво со грујо. Мамбе. Епа, да. Значи, работа и за Македонија и за љубовниот живот, како трнало ќе исчезне кај да е. Ајде го. Ајде. Јас мислам. Ајде. Епа и во Европска унија да влезе, џабе и е. Џабе со љубовта. И за Македонија и за љубовниот живот. Или за сексот, како сакаш. Па со веќе со години наназад го тера тешкото. Сочи со, доста.
Одиме друго, одиме трето. Работи што можеш да ги кажеш во кревет и во штаб во партија. Во кревет и во штаб во партија. Бившиот беше подобар. Во кревет и во штаб во партија. Досадно е 11 години. Немој како зајко само. Работи во штаб и во партија, готов е, само што не паднал. Готов! Или, сега издржи, сега, за Македонија се работи. За Македонија! Во штаб и во партија, Луц. Кај бе лапчето? Кај лапчето да го видам? Ајде сега ти, ајде сега ти. Бранко е крив. Бранко е крив. Чекај. Во штаб и во партија. Подмачкано е таму каде што треба. Никола, врати се. Уште, сајде друго. Абе, стечи го костумот, олабај се малку. Ајде шеги, во штаб и во партија. Ми текна, ќе го викаме пријателство. Жале ти после, ајде. Во штаб и во партија можеш да речеш да, шефе, да, шефе, да, шефе. Да. Ка крене ракаш, Игор, за кого е цвет? Ова вкрстено идеше или право? Туку чекај, уште малку ќе треба да го кажам зборот на денот, чекај да го земам речникот. Океј. Денес ќе биде... Да, џауска. Значи вака, ќе им кажам, чекај да се подсетам, океј, така, значи денешниот збор е џауска, што на англиски значи хипотетички разговор кој комплетно се случува во твојата глава. Значи, кога вежбате како да ја кажете на девојката дека е убав фустанот, а таа да не свати дека се здебелила. Така е, сите си замислуваме и си вежбаме разговори. На кој јазик да го кажеш, некои работи сите исто ги правиме, некои работи сите исто ги сакаме. Го сакам good nature. Не ве видов дека сте тука. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Помогни му на зајачето да ја поправи машината за правење јајца, запознајќи животните на фармата. Придружи се на веселата дружина на пиленцето Калимеро. Биди дел од екипата храбри кученца во патрола. Великденски попуст на твоите омилени изданија дури до 70%. Побрзај во просветно дело. Text Eva. I miss you. Send. Ви ја представуваме целосно новата Ford Fiesta. Веќе од 109 евра месечна рата.
40 години Стоби Флипс. Насекаде. Витаминка. Live games 24/7. Poker tournaments every Monday, Tuesday, and Thursday. Roulette, Texas Hold'em, Texas Poker, Blackjack, and Ultimate Poker. La Grande Casino, a place for a gentleman who knows how to win. Прочитај повеќе. Погледни поинаку. Не сум само празно шише. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и вина. Ослободете се од пластичната амбалажа и од лименките во новите жолти контейнери во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Сите Golden Art објекти се во енергетската класа А, што значи пониски сметки за грејење и ладење во текот на целата година. Имаат уникатен систем на градба кој лесно се докажува како супериорен на пазарот во однос на квалитетот. Сите Golden Art објекти се изградени со љубов, направени да траат со генерации. Провери, закажи состанок со Golden Art агентите и дознај зошто само тука купуваш дом, не само стан. Дваесет и пет години размислуваме природно. Млекарница Јока Струмица. Патувај проверено. Анталија од мај па до септември, секоја среда и недела. Чартер летови и сместување во најдобрите хотели All Inclusive по цени од 280 евра и Ultra All Inclusive од само 316 евра. Резервира веднаш во Савана. Limited Edition DAB limenki od 0,5 litri. Ovoj DAB je za tebe. Zlaten DAB. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Дами и господи, имаме супер гостин сега. Актуелен е со еден филм, нов филм, се вика Година на мајмунот и ќе ве поканиме да си го гледате, ама актуелен е овој не само период, него последни повеќе години со многу телевизиски улоги, многу театарски улоги. Навистина ми е чест што е тука Игор Ангелов. Игор! Така си? Коли? Игор Ангелов! Имаш многу улоги, ќе се изборуваме за сите тие, ама ај прво за свежово. Година на мајмунот. Тоа е нов филм на Владимир Блажевски, кој што го знаеме од Панкот не е мртов. И премиерата така некако помина со овации, да речем. Со... Да, убаво помина радост. премиерата, одлично. Супер задоволен сум, се осеќам убаво, веќе Да. оди во кино репертуар и возиме сега. Почна кино Караванот дистрибуција, почна. да. Ќе одиш, фестивали. ќе одиш по градови? Па, веќе имаме средба со гледачи после Добро. представа. Со гласачи? Да. После проекцијата имаме Така. средби со гледачи. Што те прашуваат највеќе? Па, обично прашуваат работи поврзани со
технички Со работи, околу мајмунот. снимањето, мајмунот, со такви работи. Ќе те прашуваме и ние, ама Да, дај прво за тебе. Како стигна да ја играш главна улога, да речеме, кастинг беше, си се имаше пријави? кастинг, да. Значи имаше стандард процедура. По стандард, да, ми се јавија, дојди на кастинг и не ме викнаа за главната улога, ме викнаа за нешто друго. Да, не бев. Немаше тоа кастинг, сега го бараме тој лик. Едноставно ме викнаа на кастинг. Што читаше на кастинг? Што ти Ми дадоа првем еден текст и го пробавме. Режисерот беше тука, Владо, па после почнавме друго, па едноставно пак се сретнавме. Пак ми даде нешто друго и после ми За мајмунот да пробаш не ти даде. Немав Не се средби случи. со мајмунот ништо. Го немав ни прочитано сценариото, значи ми дадоа парчиња кои што Значи ти појма немаше за што е конкретно? Па знаев ја дека ќе се снима филм и дека ќе отприлика што ќе биде филмот, ама немаше да ми е дадено цело сценарио, Точно. па цел лик да го анализирам, па не знам нешто да Значи, скандал. година на мајмунот, побарајте го каде игра, можете во кино да го најдете и да го гледате. Фактички, Атлонс, да. Филмот е комедија. Да. Значи комедија заедно, како ќе опишеш фактички? Пријателство меѓу, Па да, една абсурдна приказна за една социјална црна комедија која што зборува за едно абсурдно пријателство помеѓу еден чувар во зоолошка градина и еден мајмун и се случува нешто меѓу нив двајца, многу работи се случуваат, имат некое патешествие се случува и целото тоа раѓа нешто што е многу убаво. Цобе и Коко. Да, Ти Цобе си и Коко. Цобе, мајмунот се вика. Да. Коко, ваму мајмунов е цело време со тебе, имаш интеракција, имаш, да речеме, треба да ги знаеш мајмуните, ако може така да се каже. Имаше некаков тренинг? Па да, мислам... За мајмуни општо? Па, мислам, сериозно? види, во принцип е исто е како пријателство помеѓу човек и животно. Сите ние чуваме, нели, сакаме... Ма дури и повеќе од тоа, Па нели? да, нели, мајмунот според Дарвиновата, нели, теорија, ние сите сме потекнуваме од таму и се слични на нас и во суштина начинот на реагирање на мајмуните е многу близок како на луѓето. така. Моментот кога се радуваат и кога ја покажуваат голема радост, Така е. се врескаат како мали деца. Но истото го прават малите деца, се подмочуваат и кога се лути реагираат како да, така да интересно беше, а и актерот што беше зад маската на мајмунот, имаше огромно искуство во Чекај, како се наоѓа актер за мајмун? Знаеш, Па сигурно не може било кој човек професионалци тоа. кои што така? тоа го работат во светот, кои тоа функционира. Тоа значи дека Типов играл условно мајмуни порано во филмови? Да, значи си има Тоа се искуство. професионал, да. Одлично. И така да тој ни помогна многу затоа што ми кажа многу работи поврзани со тоа, нели, антропологија и однесување на мајмуни, како го покажуваат, што сакаат, каде сакаат да бидат Што ти изненади допирани. највише, Игор? Општо за Па мајмуниве? чудно е, што ме изненади што кога почнавме да снимаме, едноставно во кадар гледаш навистина до тебе, не гледаш партнер, колега, актер, туку гледаш мајмун, мајмун, и целото тоа изгледа Шашаво. чудно. Да, чудно и треба да се создаде меѓу нас тоа. Браво. Коко се вика, ние сме чуле за мајмунчево Коко што беше во Скопскава зоолошка. Да, имаше некоја приказна со Коко, нели? Се мачеше со Мислам депресија, па во Холандија го Да, пративме. тажно заврши таа приказна. Ова нема врска со Па тоа, мислам нели? дека нема, можеби има на некоја алузија на тоа, можеби навистина не знам. Не сум го прашал ни режисерот. Можеби алудира на нешто на тоа, затоа што сепак и во нашава приказна, колку да е комична, има некој таков дел, затоа што мајмунот е фрлен во ова општество такво какво што е, и знаеме какво ни е општеството, со сите апсурдни ситуации. Така да, ништо чудно едно животно да пати од депресија во вакво општество, не само животното. Си чул за приказка една дека пред долго време избегал вистина мајмун од зоолошка? Да, мислам, го имаш имам чуено тоа? слушнато. Се не знам каде, Скопје или пред Битола или неколку не? децении. Па имам слушнато и за Скопје, имам и за Белград слушнато. Сега дали е тоа мит, дали е вистина? Добро. Мислам дека има нешто. Што ме сега тоа може. Мислам дека има некоја приказна врзано со тоа, ама не е врзано со филмов. Со филмот. Како и да, гледајте го Година на мајмунот. Да. Игор Ангелов главна улога. Ај сега малку за Преспав. Преспав е еден супер проект со веќе изминати 2 сезони.
И нормално логичното прашање, трета ќе има ли Ќе има. сезона? Па да, се надевам дека Така? ќе има. Јас сега не Ќе има. Ќе има сигурно, нема назад. Гласаме. Поставивме високи стандарди, така да Апсолутно. должност наша е да одиме понатаму. Како те знаат повеќе на улица зборам? Како Коста од Преспав или како Цветко од Петко? Па како Цветко. Чека да видиме една мини анкета да направиме фокус група. Нека крене рака. Игор, за кого е Цветко? За доста. А за кого е Коста? Малку повеќе Цветко како е. Добро. Па и повеќе години. Тука и мајките се Цветко, нели го познава? Апсолутно. Таргетот. Не, за мајките си Батко Цветко. Ајде, остај. Да те вратам, нешто знаеме по овие улоги. Ама која била прва телевизиска? Се сеќаваш онака прво појавување телевизиско? Да, како не, па не се Кога заборава беше тоа. Тоа е одамна. Тоа е бев студент, втора година бев. Добро. Тоа е значи пред 2000-та и од МТВ ми се јавија. Добро. И тогаш имаше Светот на бајките некоја. Светот на бајките само. Така. Браво. И Ти ја пееше песната, така? Не. Добро. Не, немав. Тоа беше моје прво појавување пред камера, претходно немав. Тоа траеше веќе и ме викна, знам од академија, отидов во МТВ и таму беше се поставено и требаше да кажам нешто. Имав само 2 реплики, нешто играв млад принц, нешто и требаше да кажам некоја реплика од типот честит цару, на крај сакам да ми ја дадете раката на вашата керка Симонида. Тоа ми беше текстот. Прв текст. Тоа требаше. Младиот принц да го побара од царот. Релативно лесно. Така, јас одиме дубл. Честит цару, сакам да ми ја дадете раката од вашата жена Симонида. Не. А царот го игра Дац. Драган Спасов Дац, поздрав до него. И Дац гледа вака, вика, не ти ја давам жена ми, што му е на овој? Ајде пак дубл, пак, честит цару, сакам вашата жена. Добре, не ти ја давам. Така ми. И документираше така. И дојде режисерот, вика, ајде, дај кажи да си одиме дома. Тогаш, нели, беа златните години на... Точно. Им се брзаше, така да кажеме. Да. На сетови се случуваат вакви многу смешни работи. Сега ова ти е дешавка од Светот на бајките пред 20 години. Нешто поново да речеме од Преспав, од Петко, од нешто такво. Анекдота да речеме. Па има многу дешавки, што се нешто беше врзано со земјотресите, лани беа кога беа. Тоа беше гадно време. Да, имаше, нели? Се испоплашивме. И тој период снимавме Петко и баш насред снимање се случи еден поопасен нешто беше околу. Од тие 2-3. Да, беше така малце. И местото студиото кај што снимавме беше навистина опасно и во сред снимање јас знам бев нешто детективот Цветко, јас нешто глумам со лулето, нешто таму и во сред тоа се слуша само режисерот бега, снимателот, камерата. Кој те врти, Цветко? Ништо нема, сите бегаат. А другиве земјотреси кај беше? Се наредија 3-4 тоа, да, имаше. После тоа стана, нели, се плашевме сите народот. Така, 2 недели. Имаше психоза неубава. Ма как е 2 недели, 2 месеци? И после тоа снимавме Преспав. Добро. И знам еден колега на пауза од снимање легна на кревете, на спална, да одмори, пошто цел ден се снима. Напорно многу. И јас и уште дојдовме од страните на креветот и му го затресовме креветот. Не, мој бе. Да, ама не знаеш тоа каква реакција беше. Стара, трипол. Да. Ја, мајко. А кажи ми, зошто ти текна баш актер? Имаш во фамилија актер или нешто таква работа? Уметници, да ги кажеме? Па немам членови од фамилија и... Па зошто актер баш? Па зарем треба тоа, за тоа е правило. Па не, едноставно тоа ми се случи како средна школа. Од кога сакаше? Ќе бидам јас глумец. Па средна школа, мислам дека во средна школа. Значи не беше као од мало дете, ја решен. Не. Растев јас во аеродром како сите аеродромци. Сакаше баскет да играш? Да, како не. Како не, растевме со тоа и со многу други работи. На кои работи? Па и има од 90-тите години во па се навивање, мислам сите работи што ги знае градов, што ги памти, поготово сите што живеевме како генерација не само во аеродром, и во Скопје. Се што е логично за тој период го правевме. И така, кога завршив средно, пред да завршам средно, некако се
Ти се поклопија работи, да? Па да, едноставно почнав да Со одам. некого се запише Па или сам? не, едноставно почнав да одам на театар и го засакав театарот и идејата дека некој оди во театар, игра улога, после излегува приватно пак, ми беше фасцинантно мене. Да, многу интересно. И имав И сегаш некој ќе ме плаќа ова да го Па да, мислам, многу убав свет е. Човек кога влегува во театар, навистина, тоа е друго царство. Апсолутно. И убаво е што го живеам уште тоа и што уживам уште во Имаш тоа многу царство. добра генерација, кај Милчин си завршен, Да, така? да. Зоран Љутков е, Камка Тоциновски е, Сашка Димитровска е, Да, например. Верче Недеска. Супер генерација. Да. Нешто да речеме Иван, од тие денови, вака, што ти текнува прво кога ќе се сетиш на студија? Па ме врзува една представа од како дипломиравме, направивме, останавме како група, тогаш мислевме нели ќе го смениме светот како сите што мислат тој период и се држевме заедно и направивме еден проект Синдром Чернодрински. Тоа беше така некој обид да покажеме дека можеме да функционираме како независна трупа театарска, дека ќе покажеме нешто што е вон институционално и ќе се бунтуваме против тие клише, норми, ќе се бориме. И тоа функционираше. Имавме премиера во Загреб, прошетавме, да, знаеш, се случи некоја енергија така. Сега во некој време море да Да, значи работевме, тоа беше тотал приватен проект, не бешме финансирани од нигде. На игрите на Чернодрински земавме колективна некоја награда, ама битно се играше во Скопје во универзална сала, игравме, гостувавме на неколку места и така, после се растуривме нормално, како што сите големи па тоа е нормално, веројатно тоа е патот. Се растуривме сите, тргнавме по разни театри, имавме можност да влеземе. Тогаш во Скопје многу тешко се остануваше. Не можеше кога ќе се дипломира да се влезе одно во театар во Скопје, како сега што се случува. Така да многу од екипата отидоа Битола, Прилеп. А ти што направи? Јас во Прилеп отидов. Да, јас работев 4-5 години кога дипломирав после тоа, почнав да работам во Прилеп и таму јас Таму си играше представи. Таму јас проводев, што се вика, баш тоа ми е Од кого научи најмногу од Прилепски театар? Од глумци? Па види сите, ќе ги спомнам Џумерко, Жмарата, покојни се сега. Со нив работев многу, мислам држев репертоар таму, играв во многу представи, тоа ми помогна после за полека да го најдам тоа што го барам, Одлично. направам тој простор. За филмови исто сакав да те прашам за трето полувреме, немаме уште многу време, ама таму беше голман. Да. Така, тоа значи дека си најдобар голман меѓу сите актери? Па да. Да, дефинитивно. Па да, имам некој. Имаш конкуренција? Имам конкуренција. Слушнав дека некој колега, па мислам дека Роберт Велјановски. Да, бившиот директор мој на Драмски театар, бил голман професионален во Работнички. Мислам дека бранил. Па, да, имаш конкуренција. Не му се давам, не кој, се давам кој е на никој најдобар голгетер меѓу глумците? Па Оливер Митковски многу добро игра фудбал. И сега има од младите деца, мислам дека има од Велес едно дете што се вика Жарко, мислам дека тој игра за некоја репрезентација во мал фудбал. Да, баш е. Па вие сте фудбалери меѓу глумците. Не само фудбалери, има маратонци, Маратонци кои сте? Ти, Гораст? Доксе, Славиша трча, да. Кој има уште? Чека, има ривалство? Перо Камиказа е. Добро, тој е над вас. Па да, тој е легендарниот. Побрз од вас. Па да, тој сега трчаше на бостонски маратон. Имате ривалство од типот МНТ Драмски, па да се тркаме. Кој е побрз? Има, се раѓа тоа ривалство, ама некако не сме конкретни и не сме до крај не одиме. Аха, да. Инаку има. Значи само кладба, ама нема реализација на крај. Да. Ова беше Игор Ангелов, чекајте си трета сезона на Преспав, а воедно и барајте го Година на мајмунот во киносала близу вас и гледајте го Игор Ангелов, еден од буквално талентираните интересни актери во овие години во Македонија. Чест ми беше што беше тука Игор, имаме за тебе Чајчиња, Good Nature, имаме и витаминка и имаме ваучер од докторот наш Анчевски за твојата пубава половина. Јас мислам дека е ферски. Игор Ангелов!
бидејќи ова ни е последната пред да тргнеме со Best of емисиите најдоброто од цела сезона 9 и да одмараме пред сезона 10. Имам изненадувања за публиката ќе си добијат многу работи меѓу кои што може да си добијат и од Good Nature, од DAB гајба пиво, Савана во куша Даси може да ги носи, Форд дава автомобил за цел викенд и сите други даваат Хотел Гого, Витаминка, просветно дело, Пункт, Анчевски, значи од секого по нешто имаме и Драган Вучич завидува. Продолжуваме. Јави ми се, Драган. Како се викаш? Јас сум Љупка. Ти си Љупка и Љупка сега вака е работата. Долу имаме Good Nature пакетчиња. Внатре има производ. Се што треба е само да си избереш кој си сакаш и ќе ти биде твој подарок што е таму. Јасно ти е се? Јасно. Бирај, кажи ми кој сакаш. Кој сакаш? Ова? Сигурно? Добро, еве, Љупка си оди домче со плико. Браво! Не, нешто има внатре, провери. Витаминка пакет производ. Така е! Браво, Љупка! Зимај и трк кај Ѓоко, аплу за Љупка. Ѓоко таму. И бакнеш од Ѓоко имаш. Ајде, сега ти. Како се викаш? Настасија. Настасија? Океј, бирај кој е пакетче. Настасија оди дома со Good Nature и изгледа просветно дело. Да! Просветно дело! Настасија, чао. Дојди срце, дојди ваму. Како се викаш ти? Како Јана? Со кого дојде тука? Со мама. Јаничка, значи играта е проста. Бирај си која сакаш од сите овие пакетчиња. Тоа? Сигурна си. Важи бе, Јаничка, срце. Што пишува? Good Nature производи. Така пишува Јаничка, оди со производчиња Good Nature. Јаничка, да се гушнеме, ти благодарам многу. Како се викаш? Анета. Анета. А може да те замолам ти за мене да одбереш на? Може. Е ова. А јас ќе си одберам. Хајде. Златен DAB гајба пиво! Марија! Кој бираме? Како се? Кој е пакет? Тој, слободно, гледај што имат. И од нашиот омилен доктор Анчевски! Здраво, пријателче, како се викаш ти? Христијан. Повели, кажи си што ти се допаѓа од сите овие пакетчиња вака од добрата природа. Ти одиш во Хотел Гого водиш! Браво, Христијан! Продолжуваме со нашиот втор гостин. Нашиот втор гостин е еден од најактуелните пејачи на македонската музичка сцена. Веќе долго време добар пријател на емисијата Владко Лозановски е тука. Си се дотерал? Мора малку. Владко Лозановски. Одлично изгледаш. Фала ти че. Одлично изгледаш. Ова како се вика, триделен костум? Ова се вика casual corner. Така се вика? Море. Поздрав до моите пријатели. Слушај, абе, ти новиот Джокси да не ни стануваш, само тоа. Па, ќе видиме. Знаеш, алудираме на Substitution. песната на Лозано која што згази за Великден, многу му се гледаше. Ја не знам, ама сигурно преди да 600.000 веќе преди да мислам прегледи на YouTube. Па, мислам дека да. Да, браво. Песната За многу кратко време. За многу кратко време. Да, и на моје задоволство и да. Па, мислам, предпоставував дека е на твое задоволство. Песната се вика Километри. Така? Да, километри или километри. Километри, точно, во право си. Треба да ја побарате на YouTube сите што не сте ја чуле до сега. Има и одличен спот. Спотот е... Кај трчаш таму на спотот? Па ти кажам, право, јадевме тоа што балето, многу обилно. И требаше да се трошат калориите. Да се троши тоа. И викаме, си дај... Си подославел малце, Владче? Мало, да, по трчањето. Инаку да. тоа е трчањето, отприлика е некако да го, како компарација, дека трчање времето, нешто. Добро, има приказка. И да. Името си е Километри, ти трчаш тука километри. Километри, да, мили. Има приказка, убава песна, убав спот. Кажи ми, очекуваше искрено дека ќе натепаш пола милион за толку брзо време или не? Искрен биди. Искрен да бидам, обично јас од секоја песна очекувам дека ќе има милион, но после некој одредено време, знаеш. Така? Обично поминува можеби некој си 9 до 1 година. Так. Си дојдува тој 1 милион. Баш сум изненаден што пола милион направи за многу кратко време, за 3 недели, што за македонски услови тоа
и то многу. Точно. Не очекуваш, значи. Не очекував. Искрено ни јас ни мојот тим, така да таа песна беше правена онака колку да потполни место во албумот. Не бој да зезаш. Сериозно? Да. Ама видиш, ти била како резерва, Да. малтене, а на крај испадна доста добар адут Да, ти и биде. баш ми е мило Албумот, што- Кога е албумот сега? Па албумот искрено треба да види за многу скоро. Да. Браво, Некаде. го очекуваме. Како Да. ќе се вика лоче? 10. Албумот ќе се вика 10. 10. Што значи тоа? 10. Па, 10 10. девојки на секој прст, не. На секој прст не е е таа? наодлив. Па види, 10 дека, јате помина околу 10 години од мојата кариера, од како обележуваш ти. да, испромовирав мојата прва песна Врати ме. Тоа беше некаде и јуни-јули месец 2008 година, каде што наставив во Охрид на радиски фестивал и таму взевавме некоја наградиче Гран При. Супер, супер. И од почетокот на таа песна па се до денес има околу 10 години, па така чисто јубилејно бележим. И ќе има 10 песни на Одлично. на Сите имаат приказка за како почнале, твојава како е? Ала зборам така прв малку посериозен почеток. Бенд си имал нешто, си пеел во бенд воопшто некојаш? Па искрено ти кажам, од почетокот сум испробал буквално баш све. Да? Од бендови, попрок, од дуа, Ајде. од... Кој дуо беше, како се викаше? Дуо? Првото дуо беше Music Box. се Music вика, Box. Да? И голем поздрав до Синиш Андоновски, тој е мој долгогодишен пријател од Кичево, кој што беше гитарист. И си свирили со Димитар Андоновски во бенд, ја така, Да. тоа знам. Димитар Со- Андоновски исто така нашиот познат пејач. Со Кој Димка- бенд било тоа? Со Димката, па немав ми име некој си. А, Мислам дека не... Учевме заедно, средно во Битола. И се собравме, ние што бевме, ете сликата таму. Чека се, кој се насликава? Диме со виолината, ја најверојатно со хармониката. Ти си она горе? Вау! Ова е Димитар со виолината? Да, Димитар, да. Ваче, колку години имате тука? Па бе? тука околу, не знам, 15. 5-16, така. Јао! Ова е во Битола. Ете фановите одзади веќе се уморни. или им е забавно или им е досадно, нешто во тој стил. Да. Знам дека се појави на како се викаше шоуто, имаше за таленти Драган Вучич шоу, таму тој беше прво појавување. Па искрено тоа ми беше второ. Така те, на некој начин. А прво Да. која беше? Морам да откриам дека публиката не знам дали е запознаена со тоа. Јас бев претходно некаде 2005 се пријавив на аудицијата на М2. Добро. Годината после како беа тие Foreplay, од како А победи. групава девојките? Да, кај што беа Магдалена, Нина. Ламбе да не е кај што победи? Мислам дека Ламбе беше таа година. Таму беше и ти, 2005. значи? Да. Ама не те видов. Не, не ме видовте. И баш во Томато продукција беа аудициите. Така. Памтам, тоаш нормално македонската музика беше во експанзија. Да. Се слушаше многу модерна музика. И во тој период јас слушав буквално све, од народно, забавно, од модерно и баш тој период ми беше едно од миленијето од R. Kelly. Таа I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Ајде, до крај истере го рефренот. I think about it, ајде. I think about it every day. Не знам после текстот. Spread my wings and fly away. Белиот R. Kelly, дами и господа. И тоаш бев на аудицијата и пеев таа, мислам, тоаш беше и мојот продуцент Лазар Цветковски, каде што свираше на бас чина. Добро. И ја пеев таа песна, но за жал не го пројде, поминав, да, тој круг. Ама бе. И тоаш се појави Мак Звезди, тоаш не ни сакав искрено да се прејавам. Се но подразочара малце, нели? Па да. Па добро, млад човек, секому, мислам, знаеш, секого би го допрело така. Да. Но морам да го поздравам Оливер Велјановски, мојот цимер и пријател од факултет, кој што на некој начин тој ми даде кураж, дај да се пријавиш, му викам да, ако се пријавиш и ти јас ќе. И тој потпевнуваше тој период. И се пријави Оливер, се пријавив јас поминав, тој не помина. Ама море ти таму газеше, ако се сеќавам добро, цело време беше фаворит на тие, како се викаат, кругови. Па траеше на добри 9 месеци. Да. Бевме 30 души на почетокот, 15 машки, 15 женски. Так.
И се пееше буквално све, од не знам, од Парни Ваљак, од Хари Джиновиќ, од Тоше, од народни песни, Ајде сонце зајде. Буквално секој артист да си се представи во Точно, да го чуеме секако. Во секако светло. Па добро, ете, М2 одбиле, МК Таленти си прошол, еве сега 10 години на сцена професионално. Да. Времето си покажува, Маче, времето си покажува. Кажи ми за си имал еден момент, ископавме, тоа било веројатно доста одамна, кога си имал една така незгодна ситуација, нешто како од филм, со газди или со обезбедување или со... Мислам дека знам. Што било тоа, подсети ме? Акционен филм. Па добро. Кај било тоа? Тоа беше некаде на почетоците, јас уште немав тоаш ни песни, ни бев популарен. Си настапуваше како тезги, настапував буквално во Кичево во секој локал. Тоаш настапував сам, со аранџер. И пеев, како што кажа Преаска, буквално све. Од турбо фолко, народно, од забавно, нормално почетоците на свирката, на настапот почнуваат со нешто така, сентиш. Нормално, со Стинг се почнува. Да, со Стинг се почнува, да. И завршуваш со Павле ми пие. Па добро, така ода тоа беше работите. Да. И влача? И во еден локал каде што настапував долго време, Escape. Добро. Пеев тоаш, мислам нека се сеќавам нешто Рузмарин вечно си на реве. Хит беше тоа. Да, тоа беше хит. И тие, не знам, маскара. Тој момент и ми иде еден дечко со капче и ми вика, дали може да ми испееш I wanna know what love is, од Foreigner. Добро, Foreigner. Да, балад. I wanna know what love is. Да. Ама сега после Рузмарин како да ја споиш? Да, и му викам, друже, не знам како да ја ставиме сега, на крајот кој ќе биде Fire on баладите кои ќе ги пеам. Ќе ја пукнам. Ќе испеаме заедно, не е проблем, ако треба и на кирилица. Добро. Ќе ја преведем. Добро, и после ми идат тие, нормално тие, Павле ми пие. И дечково нешто, не знам, иди до мене. Се налути. Нешто ме допира со тврд предмет. Мислам, да не бил возбуден? Па, не знам. Си рекам, не знам, ленјер. Да бе, добро, доаѓа, точно. Со шише, со она ракијичка, знаеш шишенце мало? Си викам, добро, се ќе ме мери. И гледам еден од газдите таму, реагира, го гледа цело време, го мери и му дојде некако со трчење, ја не знаев што е работата, го зедува човекот за мене. После на крајот на свирката вика, не знам дали видели, човекот извади пиштол. Јао, мајко! Да, пиштол. Како е пиштол? Ја не ни го видов. Да, пиштол е само дечкото што излезе од една институција. Да, и добро е што го гледавме, беше на мета, изреагирав, иначе можеше да види трагично тоа. И си реков, како не испеав песна. Точно. Која сакаш, Foreigner? Идеме! Sa Wind of Change, ајде Wind of Change. Има секакви работи. Па добро, на настапи може све буквално да се случи, мора да си спремен буквално на се. Точно. Искуство е се. Види, ако сме кај настапи, која е таа некоја ситуација за која имам чуено вака низ твојве друштва, да ги речем другари, ти и Марко Слаткар се наоѓате заедно во еден момент во Австралија. Одите таму, настапувате пред македонци, претпоставувам, да, така? македонци, да. И вака така завршувате да се мислите дали да настапите на караоке надпревар. И вистина или не? Да. Кај беше ова, разкажи ми, у кој град ова се случува? Мислам, ако не се лажам, беше во Перт. Добро. Беше во Перт. Бевме сместени во еден хотел, реномиран хотел, кој што во тој хотел имаше буквално се и на долниот спрат имаше и казино. Така. Кој што во тоа казино си имаше и некои си наградни игри, караоке, нормално како во сите големи метрополи, кои што има големи хотели, кај што се случуваат такви работи, седнуваме со Марко и го слушаме караокето. Си пиуцкаме по една, две, така си се одмараме. Да. Заврши концертот нормално и заслужено малце, да. И Марко ми вика, да бе, брат, стани, гледаш, има добри награди таму, да си вземеме некои награди. Знам дека имаше што право смукалки, нешто, миксер. Сериозен си? Си викам... Ја не знаев дека Драган Вучич држал казино во Австралија. Гледам, мислам дека и велосипеди имаше, не знам. Да, тоа е тој. Имаше некои утешни награди, не знам, коктели, така нешто за пиење исто, за јадење.
Добро. И викам, брат, окей, што прво смукал, кај ќе ја носиме во авион? Ќе зачистиме малку. Па што знам, вика, Гајле. дај нешто испај полоше, барем тие коктелите што се земе. Добро. И ништо, на крајот имаше пензионери, знам, имаше некои луѓе кои што им се пееш и на крајот не ни станав и Не стана да пееш? се разочара Марко. Па ја би се разочарал Иначе- стран, ајде едно колективно, не, едно бу. Ајде, ништо следна прилика ќе. Сега аплауз може. Владко Лозановски, дами и господа, беше тоа. Владче, Good Nature чајчиња, витаминка фала ти, имаш секако за дома, Ти имаш благодарам. и ваучерче од нашиот омилен доктор Анчевски, можеш да го подариш за кој сакаш или да Thank си го you. искористиш. Не те пуштаме без да запееш нешто многу јасно. Може. Така да Владче земи ја позицијата. Фала му Владко Лозановски. Prerano sam s tobom upoznao pa sad mira nema, kriva si za to. Pa sad mira nema, kriva si za to. Rano je za tugu, za sreću kasno je. Ti što sad drugog ljubiš, samo ti kriva si za sve. Ti što sad drugog ljubiš, samo ti kriva si za sve. И како што кажавме, ви благодарам што дојдовте, ви благодарам што бевте тука, ви благодарам и на сите вас што не гледавте цела сезона 9. Веќе реков дека следуваат best of епизоди, така да завршуваме со ваквите студиски епизоди. Следните ќе бидат најдоброто од цела сезона 9 што имавме во еден. Уште еднаш ви благодарам што не поддржувавте, што бевте со нас цело ова време. Чест ни беше, на Пеперминт им беше чест, на мене, на Мешевски, на Ѓоко, на Спасе, на сите други, на Мац, ке го заборавив, се извинувам. Маријан ни беше наистина голема чест и се гледаме нормално понатака. Се гледаме во следната сезона, до тогаш ќе ни фалите нормално многу, но затоа бидете со нас после овие бестофи, одмараме лето и се враќаме со што, ако не, сезона 10! Ајмо, среќен